Нов удар врз џебот на текстилните работници, наместо на сметка, дел од платата им се исплаќало на рака, обвинуваат од Сдруженијето Гласно. Ова особено евидентно било во последните 3 години во дел од штипските конфекции. Имаме и доказ во кој сакаме да ви го приложиме. Ова е тој доказ каде дел можете да видите, ова са плика, каде што цифрата ја пишува 1500 на рака, 1800 на рака, значи тука гледате пишува на сметка 7000 денари, а додека другите 1800 денари се даваат во плик на самите работници. Ова е лошо за нашата економија во Република Македонија, а воедно представува и прекршување на законите. Од друга страна, и на сметка и на рака, текстилните работници биле платени многу помалку од она што треба, тврдат од Гласно. Овие граѓани се вработени на цело работно време, меѓутоа кога ќе се соберат 7000 денари и 1800, имаме 8800 денари и неа ни завршуваат ни минималната плата која што е загарантирана по закон. Ова според Гласно е класична манипулација со работниците, овозможена од Законот за минимална плата, која предвидува плата по нормиран учинок, што на газите им остава простор на работниците да им дадат помалку пари и од минимално загарантираното. Ваквата состојба е резултат на лошата работа на синдикатите, кои наместо работничките бранат нечии други права, сметаат од Гласно. Работодавците ги водат синдикатите во текстилната индустрија. Значи, преку работодавците до самиот синдикат, преку ССМ, тие остваруваат репрезентативност. Репрезентативност е овозможува на работодавците секој закон еден, кој што е во полза нивна, а за штета на работниците, а е дадена силата од страна на работниците преку таа репрезентативност, значи е овозможува да ги прават овие манипулации. Последните резултати од состојбата во дел од текстилните компании Гласно ќе ја достави до инспекциите, а на помош е повикан и Хелсиншки. Оттаму тврдат дека состојбата со почитувањето на работничките, па и човековите права во текстилството е катастрофална, а вработените се ставени во графата на маргинализирани личности.